Централно издание на Дневникот за денес. Еве ги настаните кои го одбележаа денешниот ден. Гдом во Скопје на народен собир. Протестирамо станува во градовите. Апелација повторно ја укина пресудата на Основниот суд Велес за платеното убиство во Ореше. Во тек е асфалтирањето на 3 улици во должина од 1000 метри во Неготинско Тимјаник. По пети пат поддржувачите на граѓанската иницијатива Протестирам преку протест го искажаа револтот за одлуката за аболиција на председателот Иванов. Како што велат тие, протестите ќе продолжат додека одлуката за аболиција не се повлече. Значи, нашите барања се јасни и гласни: повлекување на одлуката за аболиција од страна на председателот Ѓорѓе Иванов, формирање на експертска влада која ќе испроведе изборите, итно повлекување на веќе распишаната одлука за предвремени парламентарни избори на 5 јуни, вклучување на граѓанскиот сектор кој ќе допринесе во решавање на политичката криза, и овозможување на специјалното јавно обвинителство да се заврши работата како што треба и да има непречена соработка со сите институции во државата. Значи, нашиот став е дека додека не се повлече аболицијата од страна на председателот Ѓорѓе Иванов и додека не се исполнат барањата, нема зошто да се одржува лидерска средба. Значи, ја поддржуваме веќе откажаната лидерска средба. Во тек е асфалтирањето на 3 улици во должина од 1000 метри во Неготинско Тимјаник, каде градоначалникот денеска изврши увид на градежните активности. Една од улиците е веќе завршена, во тек се асфалтирските работи и поставување на бетонски рабници. Инаку за овој проект се обезбедени 10 милиони денари. Се асфалтираат 3 улици во должина од 1000 метри во Неготинско Тимјаник. Една од улиците е веќе завршена. Во тек се асфалтирските работи и поставување на бетонски рабници. Градоначалникот Ванчо Апостолов изврши увид на работите на терен. Инаку за овој проект се обезбедени 10 милиони денари. Ова е една од улиците. Во текот на вчерашниот ден имаше асфалтирање и на друга улица и преостанува уште последната улица, значи од 3 улици во должина од 1 километар. Компанијата Градба Промет моментално работи на теренот и ќе работи се до крајна реализација на овој проект, како што ќе бидат реализирани и останатите проекти од ДИПАР програмата. Жителите на Тимјаник не го криеа задоволството од асфалтирањето, бидејќи како што велат, после децении газење на кал и соочување со разни проблеми, 3 улици во нивното село добиваат асфалт. Задоволството е огромно кај жителите на село Тимјаник, бидејќи оваа улица беше една од најпобаруваните улици кои што нашите жители ја бараа за асфалтирање, така да конечно се исполни ветувањето и желбата за да можеме да газиме по асфалт. Не е за мене само оваа улица, туку оваа е најглавната улица у село Тимјаник, например, за гробишта, за игралишто. 20 години чекаме да се асфалтира. Ние години и години се мачиме. Кал, од 200, сакам да кажем, полош тато беше. Друго, оваа улица е многу проходна. За гробишта, за игралишто, лојзе има многу. Од Неготино може да кажем 30%. Тимјаник ќе добие урбана слика и подобрување на условите на жителите во извршување на земјоделските работи. Овој проект се реализира преку програмата за финансиска поддршка на руралниот развој по повикот на Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој за инвестиции за изградба и реконструкција на селски улици.
Продолжува уништувањето на урбаната опрема во Велес. Уништени се дрвја, клупи и корпи за отпадоци пред училиштето Васил Главинов. Од јавното предпријатие Дервен апелираат до граѓаните да покажат поголема свест и грижа за зеленилото и урбаната опрема. Продолжува уништувањето на урбаната опрема во градот. Во паркот пред училиштето Васил Главинов уништени се дрвја, клупи и корпи за отпадоци. Јавното комунално предпријатие Дервен и локалната самоуправа прават напори за разубавување на градот и обновување на урбаната опрема, но несовесни граѓани континуирано уништуваат. Граѓаните го осудуваат ваквото однесување. Стварно не знам гревот. Јас уште кога почна да го правя тоа, стварно е нешто убаво. А кој, како е, јас планирав да стават камери, да се знае кој да биде казнет тој што го прави ова. Првиот до родителите се од мали, кои ќе почнат па до големи до внуци. И второ, ако има камери да се фатат и да се казнат родителите, децата. Сега градиш некој да ти го руши, како тоа? Си изградил куќа, некој да ти ја руши. На шо личи тоа? Кој ти ја купил? Кој ти ја изградил да ти ја руши? Тоа е страшно, но не знам што можеме да направиме. Родителите се разбира, треба ние своите деца ги учиме да не прават така. Уништувањето на цветните жардинјери, поставените клупи, летниковци и другата урбана опрема станува редовна пракса. И ова се случува години наназад. На овој начин се нанесува финансиска штета на локалната самоуправа, а вработените на ЈКП Дервен неколкукратно треба да ги повторуваат активностите. Од јавното предпријатие апелираат до граѓаните да покажат поголема свест и грижа за зеленилото и урбаната опрема, со што ќе допринесат за поубав и подсветен град. Неодамна во градскиот парк беа засадени 200 зимзелени и 120 листопадни дрвја и уште 80 на други локации. Во сообраќајна несреќа што се случи попладне во околу 16:30 часот на патот Росоман-Кавадарци, 3 лица се повредени. Во сообраќајната несреќа учествувале 2 патнички автомобила. Сообраќајот беше во прекин во двата правца до 17 часот и 30 минути, а од Автомотосојузот на Македонија известија дека сообраќајот е нормализиран. Апелација повторно ја укина пресудата на Основниот суд Велес за платеното убиство во Ореше, со кое на 13 години затвор беше осуден Ѓоре Петревски и браќата Јупчо и Ордан Ѓоргиевски, кои беа осудени по 10 години. Судењето е закажано за 1 јуни. Првостепената пресуда за убиството во село Ореше на Основниот суд Велес, со која на 13 години затвор беше осуден Ѓоре Петровски, обвинет како нарачател, и браќата Љупчо и Ордан Ѓоргиевски на по 10 години, е укината. Апелација ја врати на повторно судење, кое е закажано за 1 јуни, а Основниот суд Велес решението го доби пред 2 дена. Информацијата е објавена на веб страната на Основниот суд Велес. Нема подетални информации кои се причините за укинување на пресудата, како и напатствија по кои треба да се постапи. Убиството се случи на 2 декември 2005 година во село Ореше. Во сопствениот дом, 71-годишниот Лазар Милошевски беше погоден со куршум. Според обвинението, нарачател на убиството е Ѓоре Петревски, а истото го сториле браќата Ѓоргиевски. Националната установа Асамблот за народни игри и песни и танец утре вечер ќе гостува на сцената на театарот Јордан Хаџи Константинов Џинот во Велес со почеток од 20 часот, а во едно вечерва завршуваат и изведбите од Танцфест 2016. Ансамблот за народни игри и песни на Македонија Танец утре вечер ќе настапи пред велешани. Сите љубители на фолклорот и оваа година ќе имаат можност да уживаат во македонскиот народен танц и песна. Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот ќе биде домаќин на концертот кој ќе започне во 20 часот. После исклучителниот концерт кој го направија минатата година во рамките на Велес град на културата, на наше големо задоволство доаѓаат втор пат, се разбира со поинакви програмски содржина, до кои што нашата публика имаше можност да ги види. Тоа беше исклучително успешен настап на танец во Велес, за кој се бараше навистина карта повеќе и ценевме дека и годинава е убава повторно да дојдат со свој концертен настап.
Во меѓувреме, на театарската сцена ќе продолжат и представите од репертоарот на Велешкиот ансамбл, меѓу другите Старицата од Калкута, како последна изведена премиера, повторно ќе доживее реприза на 28 април. Покрај сите овие настани секако веќе ги проследивте репертоарните представи кои што се ставени на репертоарот, дел од нив се представи од новата театарска продукција на театарот, направена во рамките на оваа нова театарска зграда, но успеавме да вратиме и дел од старите представи, од стариот репертоар. Останува уште да се помести на сцената Шешардисани времиња, за кое што веќе направивме проби за обнова, меѓутоа заради недостиг на термини во рамки на месец април остана за некои од наредните репертоари. Вечерва завршуваат и изведбите од Танцфест 2016 во Велес. Последен перформанс ки има Скопје танцов театар со изведба на Волшебен свет. Од ученичкиот дом Лазар Лазаревски започна поетскиот караван, преку кој се промовира "Ова е ваше време" на авторката Десанка Николова. Караванот ќе продолжи во сите основни училишта во Велес, детската градинка Димче Мирчев, како и во посебното општинско училиште Маца Овчарова, а и детското оделение во општата болница. Ова е пето дело на Николова. Досега има издадено 3 книги за деца и 1 за возрастни. Стихозбирката содржи стихови за сите генерации, за сите возрасти, од оние најмалите во предучилишна возраст до овие најголемите во средно образование. Поделена е во 6 циклуси и како што кажав, тука опишано растењето на децата. Првите 2 циклуси се наменети за децата во предучилишна возраст, потоа за малку поголемите и на крај завршувам со песни за татковината кои што се наменети за најголемите, а како што и самата велам во предговорот, овие стихови се наменети за сите деца, за дадите, за батковците, за мајките, за татковците, за бабите и за дедовците, значи за сите љубители на убавиот пишан збор. Стиховите во самата книга можам слободно да истакнам дека се поделени во 6 циклуси, а тие 6 циклуси се слеани како поточиња во една целина, посветени на децата. Ова е ваше време. Се надевам дека голем интерес ќе предизвика кај самите ученици, ќе ги поттикне да читаат повеќе, да творат, да го сакаат животот и времето во кое што живеат. Во Велес се одржа општински надпревар под името Детски семафор, каде најмладите ги одмерија своите вештини. Тие покажаа дека сообраќајната култура се подобрува и сообраќајните вежби ги совладаа без поголеми потешкоти. Основците и средношколците ги одмерија своите вештини на традиционалниот детски семафор 2016. Некои поуспешни, некои помалку, но целта е постигната, велат организаторите. Сообраќајната култура кај најмладите се подобрува. Ги подучуваме доста добро да се снаоѓаат во сообраќајот. Преку овие надпревари, значи се подигнува сообраќајната култура на децата. Мислам дека треба многу повеќе, ама во иднина ќе обрнеме внимание и на тоа. За учениците, велосипедот се почесто е омиленото превозно средство. Јас возам од 7 годинки, а за ова вежбаме 2 недели до 3. Ќе одам на регионален надпревар и убаво е да се вози велосипед, тој што сака. Возам на улица, ја носам кацигата и ги почитувам сообраќајните знаци. Организатор на детски семафор и годинава е Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот. Победниците од овој надпревар ќе бидат дел од регионалниот надпревар. Андреевски вели дека во иднина нивните активности ќе се насочат кон подобрување на сообраќајната култура кај на младите за железничката култура. Учениците не само теоретски да учат за сообраќајот, бидејќи тоа е во доволен број на часови застапено, туку да ги изнесеме на терен и практично да спознаат. Еве, можам да кажам дека Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот од месец мај ќе почне со еден проект во кој што ќе ги запозне со железничкиот сообраќај сите ученици од предучилишна возраст, прво и второ и трето оделение. Ќе ги однесеме на железничка станица и таму ќе им одржат предавање за културата на возење, културата на бидисување во возовите и воопшто за целиот железнички сообраќај. Основците на велосипеди, средношколците на мопеди, сообраќајните вежби ги совладаа без поголеми потешкоти.
А сега во моментов предлагам повторно Линковски да се вклучиме на големиот народен собир во Скопје, организиран од граѓанското движење за одбрана на Македонија. Од вклучувањето можевме да ја забележиме масовноста на овој собир. Сите граѓани ја поддржуваат одлуката на Собранието на Република Македонија и предвремените парламентарни избори да се одржат на 5 јуни. Ние не сме како на разулавена орда која ги сквернави и ги погани спомениците на нашата историја и на нашата победа. Стоп за хулиганите! Спомениците ќе бидат повеќе како алка за обединување на место разединување. Јас ги осудувам сите акти на уништување или сквернавање на било кој споменик и од било кој историски период на македонската историја, вели професорот Никола Жежов. Порта Македонија е споменик на сите македонски борби низ историјата. Тоа за мене е символ на една борба која се водела со векови од македонскиот народ за својата државност. Секој оној кој ќе се обвини да сквернави еден споменик кој е символ на државноста, тоа значи дека ја руши македонската државност. Тоа го вели професорката Виолета Ачковска. Секој фрлен камен на македонската порта е фрлен врз нашите ракометари и врз сиот наш труд, солзи, пот, илјадници часови тренинг, сите голови што ги дадовме и сите топки што ги одбранивме. Секој сквернавање на портата и сквернавање на нашата среќа е заедничка радост која споделуваме заедно со народот. Сквернавање на нашите победи, на македонските победи, пишува голманот на македонската репрезентација ракометарот Борко Ристовски. Браќа и сестри, сега го повикувам македонскиот олимпиец Атанас Николовски. Македонија! Македонија! Леле, колку не има. Е, овака се брани Македонија! Продолжуваме понатаму со вестите од Македонија. Се откажува лидерската средба која требаше да се одржи во Виена, а од Европската комисија изјавија дека жалат што лидерската средба која беше планирана за утре нема да се одржи. Специјалното јавно обвинителство излезе со нова предистражна постапка за уривањето на објектот Космос, сопственост на Фијат Цановски. Се откажува лидерската средба која требаше да се одржи во Виена, пишува порталот Република. На нова рунда разговори за решавање на политичката криза во земјава требаше утре да се сретнат лидерите на 4 најголеми партии во Република Македонија: Никола Груевски, Зоран Заев, Мендух Тачи и Али Ахмети, со еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан, заедно со тројцата европратеници Едвард Кукан, Ричард Ховити и Иво Вајгл. Главна причина, како што пишува Република, за откажувањето на лидерската средба е барањето на Зоран Заев за прекршување на Уставот и одложување на изборите. Утрово беше најавено дека куќата на Европската Унија во Виена веќе ја подготвува салата за состанок за решавање на македонската политичка криза и неофицијално европските посредници ги очекуваат сите повикани да присуствуваат на лидерската средба која би се одржала и со отсуство на некој од нив. Портпаролката на еврокомесарот за проширување Маја Коцијанчич изјави дека жалат што лидерската средба која беше планирана за утре во Виена нема да се одржи.
Ние постојано повторуваме дека пропаѓањето на договорот од Пржино ќе има сериозни последици за земјата. Длабоко жалиме за какви било ретроградни чекори во Скопје што ќе ја одведат земјата подалеку од низините аспирации за пристапување во Европската Унија, вели во изјавата Коцијанчич. Европската комисија останува на располагање да им помогне на партиите сега и во иднина, нагласи Коцијанчич и додава дека одговорноста за обезбедување на демократскиот процес и постигнување напредок на евроатланскиот пат останува на самите политички партии, а во интерес на граѓаните на нивната земја. Лидерската средба е откажана поради тоа што не биле исполнети условите за нејзино одржување. Нова предистражна постапка ТНТ за уривањето на објектот Космос, собственост на Фијат Цановски во 2011 година, отвори специјалното јавно обвинителство. Обвинителката Фатиме Фетај на пресконференција на СЈО наведе дека станува збор за спрега централна локална власт. Според Фетај, по уривањето на објектот на инвеститорот му е нанесена штета од 14,8 милиони евра. Осомничени во ТНТ се 4 лица, за кои од судот се побарани соодветни мерки за обезбедување нивно присуство во постапката. 3 лица во случајот се опфатени со помилувањето од председателот Ѓорѓе Иванов. Во документирањето на предметот, како што наведе Фетај, било користено и вештачење на телефонски СМС пораки. Најмалку 30 лица се повредени синоќа при експлозија во рафинерија за нафта во Мексико. Припадниците на Исламска држава губат позиции во источна Либија. Свето денеска. Најмалку 30 лица се повредени синоќа при експлозија во рафинерија за нафта во југоисточната мексиканска сојузна држава Веракруз. Експлозијата се случила во погон на државната нафтена компанија Немекс во пристанишниот град Коацакоалкос, се вели во соопштението на локалната влада. Според очевидци, делови од рафинеријата биле прекриени од големи пламени оган и густ чад. Од страна на властите наредена е евакуација на стотици лица и затворање на сите училишта во градот. Делот на рафинеријата каде се случила експлозијата бил управуван од сестринската компанија Мексихем, изјавил представник на Пемекс. При експлозија во погон за газ во Пемекс во 2012 загинаа 33 лица, а една година подоцна во Сиудат, Мексико, 37 луѓе. Во последниве години се регистрирани и неколку пожари и експлозии на платформи за вадење нафта на Пемекс во Мексиканскиот залив. Околу пристанишниот град Дерна во источна Либија биле протерани сили на џихадистичката Исламска држава. Местото долго време било под нивна команда. Ако повлекувањето на Исламска држава од Дерна биде потврдено, тоа ќе значи прегрупирање на силите во регионот, велат западните медиуми. Исламска држава досега успешно ја користеше ситуацијата со несогласувањата меѓу двете либиски влади за да ги засили позициите и да освојува територии, а Дерна беше еден од првите бастиони на Исламска држава во Либија. Дерна е целосно ослободена, се вели во соопштението на Советот на муџахедини на Дерна, соперничка исламистичка група. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Еве ги деталите.
Тука е крајот на дневникот. Останете понатаму со програмата на К1 телевизија, следува директното вклучување од Народниот собор во Скопје, организирано од дом. Имате пријатна вечер.